Веќе подолго време во јавноста е актуелна темата за изградба на објект од тешка индустрија во кругот на Скопската железарница. Општина Газибаба го објави огласот за давање под долготраен закуп на 99 години на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, што се наоѓа во склоп на Скопската железара. Станува збор за огласена парцела со површина од 66.996 метри квадратни и со предвидена површина за градење од 46.897 метри квадратни. Како што потенцираат од иницијативата О2 на парцелата 1.6 ќе се гради објект со тешка и загадувачка индустрија со максимална развиена површина од 70.346 метри квадратни, кој што ќе има компатибилни класи на намена D1, D2, B4, V2, G2, G3 и G4 до 49% од вкупната површина на идниот објект. За тоа каков е ставот на општината, го прашавме градоначалникот, кој уверува дека во Газибаба нема да се гради објект за преработка на тешка загадувачка индустрија. Со сигурност ве убедувам и граѓаните и сите релевантни жители на општина Газибаба дека на тоа подрачје не е предвидена ниту тешка индустрија, ниту никаква топилница. Извадевме само компатибилни намени од G1 кој што е офатов таков, а ќе се градат намени од G2, G3 и G4 и B1, Д намени кои што представуваат зелениново, управни згради и логистички центри. Значи воопшто не станува збор за никаков фактор кој што дополнително ќе допринесе за делот на загадувањето на воздухот, уште помалку на самата околина. Огласот се уште трае, не сме завршили целата постапка. Ги верувам дека нема време ниту за паника, ниту има потреба од било кој дополнителен дел, затоа што намената е таква каква што е утврдена со законот и ние ќе го направиме максимум да ја заштитиме околината и да изградиме капацитети кои што представуваат логистички центри, а не топилници или дополнителни фактори кои што ќе влијаат на човековата околина. Ова прашање предизвика јавна дебата на која присуствуваа представници од еколошки здруженија и советници на Советот на општина Газибаба. Иницијативата О2 потенцира дека останува отворена можноста за спречување дополнително загадување на животната средина, со повлекување на јавниот повик, со овозможување на советниците да гласаат по тоа прашање, но и враќање на повикот во комисијата која ќе го прекине повикот, преку негово отпевикување или поништување.